Тоше Проевски со песната за овој свет, а ние продолжуваме, како што ви најавивме и пред самата песна, дека во наредните неколку минути ќе зборуваме за политичката, но и за економската злоупотреба на децата, појава која што за жал е се почеста кај нас. Утрово со нас е господин Драги Змијанац, извршен директор и основач на првата детска амбасада во светот, Мегеш. Добро утро и добро дојдовте. Во право ли сум кога ќе кажам дека за жал е се почеста појава злоупотребувањето на децата кај нас? За жал појава која се повторува, независно дали се локални, парламентарни или председателски избори. Ние, како да знаевме, и на 11 упативме апел, молба до сите политички партии да се воздржат од, да ги поштедат децата од политичка злоупотреба и манипулација и да гарантираат нивна безбедност, доколку навистина родителите ја преземат одговорноста да присуствуваат за време на овие политички избори. Многу често се случува децата да бидат вклучени во оваа изборна кампања повеќе аспекти, дали како подвижни рекламни паноа, дали во надпревар меѓу политичките подмладаци кои повеќе постери плакати ќе излепи, кои повеќе ќе убеди гласачи да бидат симпатизери на нивната политичка условна опција. Она нас што најмногу не загрижува е последното случување што се случи и во Гостивар, како да знаевме дека нешто ќе биде сериозно. Ги повикавме политичките партии да се заветат дека ќе почитуваат Конвенцијата за правата на детето. Ние ги охрабривме да има надпревар меѓу нив во нивните политички платформи со содржини кои навистина децата ќе го направи сигурно безбедно во благосостојба и да се борат против политичката злоупотреба. Но како што видовте, бидејќи основните и средни училишта се под ингеренција на локалната самоуправа, имаше немил настан да децата еден ден во основните училишта и средни во Гостивар не отидоа на училиште и ние тука ги посетивме сите авторитети на државата дека се прекршуваат повеќе конвенции и закони. Законот за заштита на децата против злоупотреба на децата член 69, потоа Конвенцијата за правата на децата член 36, потоа Законот за основно образование и средно каде што се вели дека може се прекине наставата само доколку има елементарна непогода или земјотрес. И оваа грда слика каде што можеме да ги забележиме на сите политички митинзи, каде што децата се ставени во првите редови или се на раменјата на своите родители, не говори за една добра, да кажам, демократска слика, каде што навистина е ризично да се земе детето во едни такви околности на еуфорија и мислам дека навистина е сериозен проблемот и јас би ги поштедил доколку политичките партии се согласат децата од сите оваков политички злоупотреби. Мене ме интересира дали веројатно и не, меѓутоа или да сепак да си прашаме, дали постои, да кажеме, можност до каде колку може политичките партии за време на кампањата да искористат деца или дали воопшто тоа искористувањето, самиот термин кажува дека е искористување. Значи границата годишна искористување или комерцијална или искористување за децата за остварување на маркетиншки цел, на добивање на гласачи самиот збор кажува искористување. Јас можеби и би можел да имам разбирање доколку одредена политичка партија во нивната платформа има залагање за посебна целна група, па се залага за деца, па се залага во нивниот политички спот или билборд или не знам, за посебна целна група, да кажеме, за деца со пречки во развој, за вклучување во воспитно-образовниот процес, се завети дека тоа ќе го стори, па тоа го промовира во нивната политичка програма, па дури и има таков тип на пораки во јавноста, тогаш да кажеме, ајде да ги вклучат во нивните предизборни кампањи со заветување кое ние како граѓанска организација за заштита на правата на децата ќе го следиме и ќе ги опоменуваме дали тие навистина ќе го исполнат тоа што го заветиле или не, се разбира во согласност и со одобрување на родителите. Но има случаеви кога
Ние постојано апелираме дека голем број на деца се исклучени од образованието. 18.500 деца. Дека 2000 деца се постојано на улица. Имаме гаранции од сите авторитети во државата, ги предупредуваме дека е задолжително основното образование. Значи, со измените на законот, како ќе може децата да одат во средно задолжително ако не го посетуваат основното задолжително. Значи, има многу што политичките партии да направат во пракса, да се заветат дека тоа ќе го сторат, не да им бидат децата како декор, него да им бидат содржина за која навистина тие ќе се надпреваруваат да после тој што ќе ги добие изборите, тоа ќе го реализира во пракса. Кажете ми, што се подразбира под политичка злоупотреба на децата? Дали е тоа само лепење на плакати од страна на децата или ангажирање, или пак за време на митинзите носење на децата? Јас сум разговарал со една друга појава, да кажеме, ако тука некаде се виновни родителите, бидејќи родителот ќе отиде со своето дете на митинг на политичка партија. Да, има коментари, родителот вели мое право е дали детето ќе оди со мене на митинг или не. Се согласам дека најголемата одговорност ја преземаат родителите. И најчесто родителите се симпатизери на одредена политичка опција, но тоа не значи дека треба детето да ја следи таа политичка опција, затоа што детето сепак е на возраст кога има поголеми приоритети. Креативно да го користи времето во училиште со своите другарчиња и мислам дека наметнување на една политичка опција од најмала возраст е против интересот најдобар на детето. Едноставно детето треба да созре да биде политички субјект во кој ќе одбере одредена политичка идеологија и опција за која во иднина ќе гласа. Но она што не загрижува, како што кажав, сум сретнал многу случаи каде што децата навистина се надпреваруваат кои повеќе постерик изналепи во градот, затоа добиваат или символичен надомест или пак добиваат маички, капи и така натаму. И мислам дека навистина децата треба да ги поштедиме од ваков тип на надпревар меѓу политичките партии за време на изборите. Ова ќе го поврземе со оглед дека помалку се ближиме конкретно на разговорот, да го поврземе со она втората помасовна, да кажам, второто помасовно искористување на децата, тоа е економското или материјалното искористување или питачењето. Имавме ние на нашата телевизија прилог во кој што се говореше дека децата кои што питачат на семафорите всушност работат за некакви дневници и се испратени од нивните родители, од постарите, па потоа добиваат некоја надокнада за тоа. Јас ги погледнав и двата прилога и изјавата на министерот Мешков, каде што кажа дека доколку се отворат повеќе дневни центри во Македонија ќе се реши проблемот со економската злоупотреба на децата, односно питачењето, односно децата кои постојано се на крстосниците во Скопје. До некаде можам да се согласам, но генерално она што сакам да го пренесам е како став, бидејќи ние го имаме тој дневен центар во првата детска амбасада, работиме со децата на улица. Главен проблем е 18.000 деца не се на училиште, 2000 деца се постојано на крстосниците во Македонија. Тие деца се злоупотребувани не само од нивните родители, туку понекогаш и од нивните најблиски. Она што треба да се што сакам да го пренесам е дека генерацијски е овој проблем и општествен проблем. Значи, многу семејства научиле на овој начин да обезбедуваат материјална екзистенција и навистина тие се најголемите, би рекол, виновници или најмногу се одговорни што децата се на улица, што не ги пуштат да идат на училиште, но нивното образложение е дека научиле на овој начин да заработуваат, дека немаат средства да ги вклучат децата во образование, дека стартот на една учебна година за нив чини многу и дека државата треба да направи активности каде што економски ќе ги самостојат, да не бидат зависни од социјална помош, а воедно мислам дека и градоначалниците и директорите на основните училишта, како и социјално одговорните бизнис партнери треба да обезбедат за овие деца основни екзистенцијални потреби од училишна облека, школски прибор, за да може да бидат вклучени во образование, да не го чинат и товарат домашниот буџет. Така, детската амбасада сигурно јаши работи за отклонување на овој проблем. Меѓутоа, можете ли за крај кратко да ни кажете кој е тој која институција има ингеренции без дополнителни, да кажеме, одобрување да реагира, дали во политичка смисла на искористување или во економска? Ако е политичка злоупотреба, секако тука е народниот правобранител доколку тоа се случува во рамките на државните институции, како што е градоначалник на општина или пак одредени државни институции.
А ако станува збор за децата на улица, секако најголем фактор се центрите за социјална работа и Министерството за труд и социјална политика. Ние не сакаме само да ги детектираме и дефинираме состојбите, туку преземаме и одговорност и ингеренции да се подобри состојбата. Сме вклучени во многу активности, но не можеме да ги разрешиме доколку навистина не се одвојуваат поголеми средства за оваа ранлива категорија на деца и мислам дека навистина буџетите треба да се зголемат и за отварање на нови училишни класови, вработување нови наставници, вклучување нови деца во училиште, обезбедување ако треба и топол оброк, како и отстранување на децата од крстосниците со оснажнување и охрабрување на семејствата за самоегзистенција и самопомош. Така. Ви благодарам на гостувањето и секако апел до вас да продолжите со работата со цел сузбивање на... Ви одговорите на следното прашање дали да продолжиме уште наредните 15 години. Благодарам, ќе продолжиме. Како и со апелот до мојот гостин, така и до вас, почитувани гледачи, сепак во рамките на изборите кои што или кампањите кои што се во тек, сепак не ги носите вашите деца на митинзите. А ние продолжуваме со второто издание на вестите.